Здраво, добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе биде еден вид како вовед во менливост на генетичкиот материјал, односно општо за менливост ќе збориме. И ќе спомнеме неколку поими за кои ќе ги објасниме понатаму во наредните видео и ова се ќе се разјасни, но сега ќе направиме еден како вовед. Сега менливост, што е? Менливост е всушност разнообразие, колку имаме промени на ниво на една популација. Значи, сигурно сте приметиле, односно знаете, например ако ти изгледаш на одреден начин, нема најдеш ниту една личност, освен ако не си идентичен близнак, која изгледа исто како тебе. Значи, иако има 7,5 билиони луѓе на планетава, секоја личност изгледа различно. Сега дека би ќе ги цртам ко стик фигури, не изгледаат баш различно, затоа ќе ги направам како со различни бои, може ќе му ставам некоја фризура и така натаму. Значи имаме огромно разнообразие на различни единки кои можеме да ги сретнеме во една популација, не само кај луѓето, него кај сите живи и растителни видови. И тоа е многу важно. Зошто е важно да се има големо разнообразие, бидејќи тоа е еден од најважните фактори за да може да се одвива еволуција, бидејќи при промена на некои надворешни фактори, речеме надворешна средина, и сега имаме промена на некој си фактор X, така некој фактор X. Сега не сите единки ќе може да преживеат кога ќе се промени тој некој надворешен фактор. И затоа е важно да се има поголемо разнообразие, така што ќе има поголема шанса да се најдат единки кои ќе може да преживеат. Например, овие единки овдека може да преживеат при промена на фактор X во надворешната средина. Додека ако се јави промена на фактор Y, тогаш може да преживеат овие единки. Така што поголемо разнообразие имаме, тоа се поголеми шансите да преживее популацијата при промена на различни фактори во средината. И ова е еден начин како всушност како всушност микроорганизмите стекнуваат резистентност на антибиотици, поради тоа што ги има многу големо разнообразие. Тоа го објаснам повеќе во микробиологија, можеби тука ќе го објасниме. Или можеби сум го објаснил претходно, бидејќи не го снимам материјалов баш поред како што ќе бидат наредени видеата, но не е битно. Сега ќе спомнеме еден вид каде што, односно ќе спомнеме менливост, каде што иако може да се чини дека таа менливост е всушност негативна, дека дали е негативна или позитивна одлучува тоа каква е средината во која се наоѓа моментално организмот. Не е како тоа му помага него. Например, денеска, односно, ајде да речеме, вака имаме слонови, сурла, ќе направиме ко уши, и таму има уши, тука има око, ќе направиме голем опашка и така натаму. Сега, слоновите знаете дека имаат едни како заби, ако тие не се заби, не ми текнува сега како беше македонскиот термин, на англиски го викаат ivory или tusks, но не е битно, ние ќе ги означуваме како заби, ако не се заби. И сигурно сте виделе, така слоновите ги имаат овие наводници заби. Сега тие им помагаат, например, да се банат против некои предатори. Например, имаме некои лавови, така имаш ко лав, ќе направиме како машки лав, кои можеби сакаат гулови, но нема да се осмели бидејќи има, нели, мислам тој сепак голем е, не знам дали некој животни ловат слонови, но не е битно. Но во денешно време на слоновите најголема опасност всушност им се луѓето. Бидејќи имаме ловократци, така, ловократци, сега ќе направиме како некој човек, направиме како дека има пушка, добро, не е битно. Има пушка и сега тие ги ловат слоновите, бидејќи ги сакаат да ги добијат овие удовојници заби и ги после ги продаваат на црниот пазар. Сега, ако има голема менливост, нормално има и некои слонови кои ги немаат овие заби, така? Значи има слонови кои ги немаат овие заби. И тие слонови кои ги немаат овие заби, всушност може послабо да се бранат од предатори, значи не може да се одбранат убаво како некој што има заби, но тоа не им е толку битно, бидејќи многу е побитно да преживеат, да ги преживеат ловократците, така? Ловокрадецот нема да лови слон кој не му треба, едноставно зошто да ризикува да напаѓа слон кој нема што да добие од него. И така со тек на време овој слон кој нема заби ќе може да има потомство, така? Ќе може да има потомство, бидејќи тој кој има заби ќе биде уловен, нема да има потомство или можеби ќе има мало потомство. И таа менливост
на немање заби ќе се пренесуваат една генерација на друга и со тек на време ќе се добие една популација, значи ќе се добие една цела популација на слонови кои ќе немаат заби. Удаводници заби, значи не се заби. И тоа сушност е еден вид еволуција. Сега не е баш еволуција, за еволуција ќе збориме многу подетално кога ќе направам серија на видеа, значи предавање во плейлиста за еволуција, но тоа нема да биде во блиска иднина, но не е битно. Ова беше само да се увиди дека ова беше еден од примерите, некој има огромен број примери, каде што менливоста е важна. Значи важно е да се има различни единки во популацијата, така што при промена на некој надворешен фактор, во овој случај за слоновите надворешниот фактор е човекот, присуството на луѓе. Каде што при промена на некој надворешен фактор ќе има единки кои ќе може да преживеат. Во овој случај тие се единките кои немаат тие заби, тие може да преживеат бејќи никој не ги лови. Добро. Сега се вратиме повеќе повторно на генетика и да видиме каква може да биде менливоста. Значи главно може да се подели на две и тоа е наследна или ненаследна менливост. Значи, наследна и ненаследна. И прво ќе се задржиме на ненаследна на ненаследна менливост и за таа всушност зборевме на некој начин кога зборевме за фенотип генотип. Односно, фенотипот може да се промени под дејство на различни надворешни фактори, така? И тие промени се секогаш во границите кои се дадени од самиот генотип. Да речеме имаме ДНА, така имаме ДНА, и ДНА условува одреден фенотип во одредени граници. Значи дозволува промени на фенотипот од една вредност до друга и тоа не предизвикува промена на генетскиот материјал. Значи промена на фенотипот од оваа некоја си вредност до оваа е сосема окей и условено од генотипот. Например, боја. Овдека може да си темно кафена боја, си сисончал, додека овдека може да си светла боја, кај што не си сисончан. И тоа е еден вид менливост, значи промена на фенотипот. Например, ако имаше одредена организација, не знам, расистичка, која не ќе црни или бели луѓе, подобро ти е да бидеш другата боја, така што ова е еден вид менливост. Но ова не се наследува, бидејќи тебе ти е запишано во ДНА каква всушност боја ќе бидеш. Други примери се, например, ако ти се набилдаш, направиш ставиш поголема мускулна маса, например, ќе направиме како мускули, не знам, подлактица нека биде. Ако се набилдаш, тоа не значи дека ако имаш деца, дека децата ќе бидат набилдани. Значи децата ќе имаат толку мускулна маса колку што ти си имал пред да почнеш да вежбаш. Значи тоа што ти е во генетскиот материјал. Некои луѓе нели се нормално надарени да имаат повеќе мускулна маса, некои помалце и така натаму. Или друг, можда банален пример кој ќе звучи баш смешно, ако си шишаш келјаво, така си шишаш келјав, и например жена ти си шиша келјава исто така, тоа не значи дека и например имате дете, детето нема да се роди келјаво, бидејќи вие не сте келјави генетски, него тоа е само фенотипска промена предизвикана од некои надворешни фактори, во овој случај машинката за шишање. Значи тоа не е наследно. Други ненаследни работи кои се поврзани со промена на генетскиот материјал се промена на генетскиот материјал кои се на ниво на соматски клетки. Значи кога зборевме какви видови клетки имаме во организмот, рековме дека најголем дел од телото, така ти изградено од соматски телесни клетки, додека половите клетки се различни. Така кај машките се наоѓаат во тестици, кај женските се наоѓаат, така со црвена боја, се наоѓаат во јајници. Така таму имаме полови клетки. Сега, сите промени на генетскиот материјал кои настануваат на ниво на соматските клетки, значи вака портокалово што се бележени, се ненаследни. Бидејќи тие не се наследуваат, тие се само за тебе. Сега најчесто тоа може да бидат тумори, се еден вид ненаследни соматски мутации, односно промени, но не мора секогаш да значи и тоа. Значи тие се ненаследни. Сега кои се наследни? Наследни се всушност тие промени на геномот кои настануваат на ниво на полови клетки. Значи ова се полови клетки и ќе поречеме вака една линија до тука. И сега ќе запишеме еден вид као дефиниција. Значи, наследна менливост е таа која всушност е предизвикана од
промени на геномот на ниво на половите клетки. Бидејќи тоа се наследува. Половите клетки, генетскиот материјал од половите клетки, од соматските клетки генетскиот материјал не се наследува. Така да сите промени на геномот на ниво на половите клетки се наследуваат и тоа е наследна менливост. И сега разликуваме три вида наследна менливост за кои ќе збориме многу подетално во наредните видеа и сега само ќе ги спомнеме. Првиот тип на наследна менливост, да земам тука некоја друга боја, нека биде зелена. Првиот тип на наследна менливост е всушност така наречена комбинаторна или рекомбинантна. Значи или пак комбинаторна или рекомбинантна. И за ова спомнавме кога зборевме за crossing over, значи тоа е сушност crossing over, но има и некои други механизми кои ќе изборам во наредното видео. Другиот тип на наследна менливост е сушност предизвикана од мутации и е така наречена мутациона менливост. И последниот тип на наследна менливост е на ниво на хромозоми. Значи хромозомска менливост за која ќе се задржиме верувам најмногу, но ќе се држиме и многу на мутации. Значи на мутации и на хромозоми ќе се држиме прилично доста, односно се до крајот на курсов по генетика. Сега мутации отприлика може да имате некоја идеја што се, но ќе ги разгледаме многу подетално во наредните видеа. А хромозомска менливост е зборевме кога всушност имаме неправилно прераспределување на хромозомите во тек на мејоза, каде што може да имаме повеќе или помалку хромозоми, да има некои трансферзии, транслокации и така натаму, но тоа ќе збориме многу покасно. Значи ова беше еден краток вовед во општо во менливоста и сега ќе започнеме со комбинаторна, односно рекомбинантна, па ќе преминеме мутацијска, па хромозомска менливост и така натаму. Верувам дека најинтересно ќе ви биде најверојатно за мутации, веќе тоа е најверојатно и најактуелен термин, кога ќе кажем мутација, ваква, таква и така натаму. Но добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научиш нешто ново и ќе се видиме во наредното видео.